Сакам денеска да ви информирам дека даваме представка до Уставниот суд за оценување на уставноста и законитоста на одлуките на владата поврзани со спорните парцели за кои што во изминатиот период заедно веќе зборувавме во јавноста. За нас сосема јасно дека владата неуставно, противуставно попрецизно кажано присвоила парцели, големи градежни парцели кои што се наоѓаат на територија на општина Центар и исто така противуставно донела одлука да ги прогласи овие парцели за земјиште од посебен интерес. Она што е многу битно е што сакаме да го поставиме прашањето уште еднаш, бидејќи не добивме одговор, како може владата да прогласи ваков потек за земјиште од посебен интерес кога се знае тоа што всушност значи. Да, разбираме од посебен интерес да биде за болница, за градинка, за школа, за факултет, меѓутоа не може никако да сватиме тоа да биде за она што и треба се случи позади, затоа денеска овде одржуваме оваа пресконференција и една од тие градежни парцели е парцелата каде што денеска се наоѓа и Пујгот, а тука да бидат изградени стамбени комплекси или она за што веќе зборувавме на местото на град Скопје каде што се наоѓа администрацијата градска да бидат сместени хотелски капацитети. Исто така сакаме да побараме да законот многу прецизно го дефинира тој поим земјиште од посебен интерес за да не може ниту ова власт, ниту било која една власт да манипулира со ова одредба и на тој начин да присвојува цели парцели во општините. Моје големо задоволство е што ова иницијатива ја правиме заедно со невладините организации. На Дебра Малци ме прекуглава од градожното силување кое што се случува во овој дел од Центар. Они сакат зеленило да има тука и ние заедно се договоривме да во деталниот пат кој што ќе го предложиме до советниците овде да има токму зеленило и други социјални содржини. На крај сакам да потенцирам дека целата оваа наша заедничка борба ја правиме со цел да МОК-та се врати во раците на граѓаните, а ние заедно и општината и невладиниот сектор сакаме да ги увериме граѓаните дека во тоа ќе имат сојузник во нас. Градоначалник, што доколку Уставниот суд не одговори позитивно на вашата представка? Кои се наредните чекови? Прашањето е логичко, ја знаеме со каков Уставен суд имаме работа, меѓутоа мора да се бориме, мора да ги искористиме сите институционални алатки што ни стојат на располагање. Така дека продолжи таа битка и понатаму, ако Уставниот суд не се огласи, тогаш ние продолжуваме, ние го деталниот план кој што ќе го дадеме ќе биде во склоп на овие барања кои што ги имат граѓаните, тоа е најважно, и потоа продолжува битката. Дали тука министерството ќе блокира и така натаму, во оваа фаза воопшто не интересира затоа што ние сме тука за да ги браним интересите на граѓаните.